Власта и опозицијата постигнаа договор. УБК ќе се трансформира во новата Агенција за национална безбедност и ќе биде донесен нов закон за координација на безбедносно разузнавачката заедница. Председателот на Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите Емил Димитриев кажа дека усвоени биле 60 амандмани, најголем дел на предлог на опозицијата. Вработените во новата агенција ќе мора да поминат безбедносни проверки кои ќе бидат неопходни за вработување, а ќе мора да бидат и полиграфски тестирани. Една од клучните области според Димитриев е вметнувањето на механизмите за спречување на судирот на интереси во кадровската политика. За прв пат во историјата на функционирањето на нашите служби воведуваме задолжително полиграфско тестирање за вработените. По примерот на многу земји од НАТО и Европската Унија, полиграфот ќе биде нешто кое што ниеден вработен во новата агенција не може да го одбие, ако за тоа добие налог од раководната структура. Сметаме дека полиграфот вкрсен со психолошките тестирања и останатиот ветинг значително ќе влијае на интегритетот на самите вработени. Како што кажа тој, најважно за нив како пратеници е јакнењето на парламентарниот надзор врз новата агенција. Раководителот на внатрешната контрола во новата Агенција за национална безбедност ќе биде именуван на предлог на директорот, меѓутоа со претходна добиена согласност од надзорното тело во собранието. Ова е предлог затоа што сметаме дека раководителот на внатрешната контрола треба да биде човек со многу силен интегритет и професионален однос, да не зависи и да не реализира активност која ќе биде директно зависна од тој што го именувал, тоест од директорот. Задоволство од она што е договорено, изрази пратеникот на владеачката СДСМ Хари Локвенец. На моје огромно задоволство добиваме силна и ефикасна контрола врз безбедносните структури. По донесувањето на Законот за следење на комуникации и Законот за оперативно-техничката агенција, со донесувањето на овој закон за Агенција за национална безбедност, ги заокружуваме реформите во безбедносниот сектор. За разлика од Локвенец, неговата сопартика пратеничката Фросина Ременски остана на ставот дека е незадоволна од новиот закон, но сепак ќе го гласала како што рече да не биде кочничар на реформскиот процес. Нејасно е зошто Ременски сега се противи, кога и таа беше член на работната група која го изготвуваше законското решение, а во истата покрај партиите учествува и представници од НАТО и ДИКАФ. Власта и опозицијата постигнале договор да бидат донесени законите за Национален совет за безбедност и за новиот закон за Агенцијата за разузнавање.